првите индикатори дека нешто се случува е само што слетавме кога Так. ги видов и работи, бидејќи имаше многу турци во авионот и дека сите почна на телефон да Так. зборуваат и панично, сите се вознемири. Јас сватив дека нешто не е во ред. Среќа еден мој пријател турчин од Скопје што го знаев, што случајно се сретна во авионот, ми кажа како во најлошо време сте дојде немек војската излезена, ќе го руши А новинарот во Ердоган. тебе вика напротив, во најдобро време дојде. Да. Јас само што излегов викам мислам само исто така излегувам од авион, го клучувам телефонот, многу позиви и ми се јавува тогаш од тебе нова работев. Демек Александар као пуч има, ништо ќе останете во Турција, као не може да продолжите. Викам знам што затворен е аеродромот. Се таму е поинаков сетинг бидејќи не си локалец, не го зборуваш јазикот, немаш силни контакти. Да. Таму како се снаоѓаш па сега? Нема камерман со тебе. Имаше снимател со мене. Добро, патувавте од двама, така е? Заедно сте патувале, добро. Но не сме од вчера и кога се ги знам малце работите, знам дека кога има такви случувања, каде што е практично анархија кај што има, каде што влегувам на аеродром, каде што гледам луѓе со тренерки со автомати вооружени, кои не ги знам ни дали се полиција, дали се не знам кој се, дека таму да извадиш камера и да снимаш, тоа е може да дојде некој, не знам што да ти направи, се може да се случи. Ние камерата практично ниту еднаш не ја извадевме, снимавме со телефони цело време. Меѓутоа, искрено, јас имам еден контакт, новинарот не си ги кажува сите изворите, да, кој што е турски дипломат во странство тогаш беше, кој што имам ја контакт и на пример тој околу 1 час из утрината ми кажа дека Ердоган, кој што до тогаш не се знаеше каде е, дека сега не знам дали беше точно 1 сат или околу полноќ беше, сега да не ме фати некој да точниве часови, дека ќе слета во делот на транзитниот дел на аеродромот Кемал Ататурк во Турција, каде што се наоѓаме ние. И јас седам на еден од балконите на аеродромот и ја добивам на телефон таа информација. Ама жаре како на филм. Во тие моменти слушам цело време, прелетува борбени авиони цело време. Слушам дека хеликоптери се погласно. На 1 километар од мене во темнина гледам дека неколку 3-4 хеликоптери слетуваат, излегуваат од нив вооружени лица, војска, полиција, не знам што е, и доаѓаат на аеродромот. Ја 1 минута претходно ја читам информацијата дека Ердоган ќе слета на овој дел. И сега логиката вели вака. Дел од турската војска, нели тие после ѓуленисти, така противниците да ги кажеме, сака да го ликвидира Ердоган или да го апси, сакаат преврат да направат. Полицијата му е лојална и го брани. Овие неговите од АКП, цивилите после дознав дека се тие, исто така излезени ќе го бранат. Тој слетува на делот на аеродромот кај што сме ние. Доаѓа војска, полицијата е веќе внатре. И најлошото сценарија што си го прави во главата дека во местото каде што сме ние може се да се случи. И тогаш се јавив и дома, викам тука е ситуацијата многу лоша. Искрено да кажам, малци се вознемирив. Викам што да правиме? Му се јавив на тогашниот македонски амбасадор во Турција, Муцунски, таткото на денешниот министар на външни работи, значи таткото на Муцунски, кој што се наоѓаше во Анкара и кој што ми објасни ситуацијата, му викам амбасадоре, тука е лошо, може да се чуваат многу работи, веќе слушаме пукања, имаше и детонации неколку, дали може некој да дојде да ни извлечи? Му вика нема шанси никој да ви извлечи, затоа што нема ни мене кој да ми извлечи, вика. Ние во Анкара, баш каде што е македонскиот амбасади и конзулат, во близината има борби, има големи разорнувања, има големи страдија. Меѓутоа, човекот ми кажа цел безбедносен протокол што треба да правиме. Прво, избегнувајте големи групи. Секогаш симнете се доколку можете во најдолниот дел од аеродромот, затоа што нели ако е бомбардирано до згора, доле можеби под некој сценарио би бил по безбеден. Не знам дали е така. Не замоли ако најдеме, не праша дали имаме други македонци тука. Ако ги имате, соберете се во една група и ти ќе бидеш контакт точката за комуникација и се што има ќе контактираме, где да имате вода, викам од кај да најдеме вода, викам од кај од фришопите се земавме, нема везе, пошто се беше затворено. Најдовме неколку македонци, искрено, имаше една фамилија од Струга, се стигнавме најдоле на аеродромот и тамо го поминавме. Имаше момент кога претпоставам дека ракета го погоди, се искрши и стакла. Мислам стварно беше хаотично и знаев дека
Овие работи не ги комуницирав со мојот снимател, бидејќи само паника ќе му направи. Како новинар имаш многу повеќе информации и кога имаш еден сет на информации во едно логично следство си ги поврзуваш и си правиш можни претпоставки за тоа како може да биде, и сите ми изгледаат многу лоши за нас. Дека ова може да трае, не знам, може еден месец да трае. Кој ќе ти извади од тама?